На 28 април, сега во сабота, во Градски парк во Школка, ќе се одржи еден убав настан посветен на дечињата со аутизам. Настанот е со мотото да растеме заедно. Целта на овој настан е, како што е впрочем и целта на месец април, како месец посветен на подигнување на свеста за аутизмот. Настанот е организиран да биде забава, да биде дружење, едноставно да ги споиме дечињата, сите дечиња без разлика дали се со аутизам или не се, едноставно да направиме забава и да укажеме дека децата со аутизам се само деца со аутизам, ништо повеќе. Имаат различности, но имаат и многу сличности. На овој настан ќе земат учество доста уметници. Тука ќе бидат Мијата, Игор Узунов, тука ќе бидат момците од Fast Bubble кои што прават едно свој интересно шоу, магија и други интересни работи. Тука ќе биде DJ Цако, односно Александар Матовски Цако, ќе учествуваат прекрасните дечки од Dancers United, кои што се со Даунов синдром и кои што прекрасно изведуваат една точка. Снежана Матовска ќе учествува со свој рецитал посветен на децата со аутизам. Тоа е тоа што ќе се одвива на сцената. Околу сцената има креативното студио Ветерница, организира ликовна работилница на која што целта ни е сите дечиња кои што сакаат да цртаат и тоа што сакаат да го цртаат, значи по слободен избор, да си уживаат и да си го цртаат. Тука исто така ќе бидат застапени и уметниците од Театроск, живи статуи, многу интересни. Потоа тука има и пантомимичар и можеби еден од најинтересните и најзначајните моменти во цела оваа приказна, тоа е изложбата на девојчето со аутизам, нејзини цртежи кои што ги изработува, како што мене ми кажа, значи на било што ги изработува. И она што е многу битно за овој настан е тоа што е се всушност бесплатно, доброволно, затоа што е хумано, сите ни излегува во пресрет со огромно задоволство, дури мислам и секојдневно се надополнуваме. Ги повикуваме сите деца, сите родители, секој апсолутно да дојде и да ужива во оваа забава и во дружење. Далеку сме очигледно ние од тоа третирање на овие лица со аутизам. Тоа е секојдневниот проблем со кој што јас да речеме се соочувам нормално во корелација, во соработка со родителите и гледам дека ниту државата, односно институциите наидуваат неразбирање, меѓутоа и е потребно нешто и она вонинституционално да се направи за овие дечиња да се почувствуваат прифатени, почитувани, сакани и едноставно да се осетат дека се дел како што сме и ние од ова општество. Со оглед на тоа дека не е како што треба ситуацијата, а само месец април е месец посветен на луѓето со ваква состојба, сметаш дека понатаму може да се прошири тоа само во останатите месеци од текот на годината да се користат и да се испраќа порака преку која што ние сами треба да ги отвориме очите за. Да, апсолутно. Значи јас тргам од себе. Значи ова е посветено на месец април, меѓутоа месец април е еден од кој што ќе ние секојдневно ќе се бориме, ќе се трудиме да ја промениме таа визија за овие деца, да укажеме дека тие деца се интелигентни, паметни, кои што можат многу да допринесат. Мислам доволно е да клипови да пуштиме, клипчиња на YouTube да видиме дека има уметници, пејачи, сликари, глумци, дури има и познати личности. Еве случајно дојдов до податок дека има доста глумци и научници кои што се со аутизам, што значи дека го надминале, меѓутоа наишле на држава или институции кои што едноставно ги потурнале, им помогнале да сето тоа го надминат. Ние ќе се бориме секојдневно. Ова е забавниот дел од целата приказна, меѓутоа понатаму сакаме да настапиме со поозбилни теми,
поорганизирани во смисла кон институциите, родителите, едноставно да ја смениме целата приказна. Која е пораката што ја испраќате? Пораката со овој настан е дека децата со аутизам треба да бидат вклучени целосно.